бидејќи он беше парламентарец. Како се чувствува како парламентарец кој за разлика од сите нормални земји, ни еден кај нас, не само Филип, него ни еден од сите, немаат своја местна канцеларија за да комуницираат со граѓаните кои ги гласеле. Како се чувствува, искрустиран е или не, и што мисли дека на тој план треба да се направи, за да секој од тие 120 бирани од некој од нас, да може да иде да се чупне на врата. Ви благодарам, 13 секунди ќе ви бидат доволни. Ја не знам дали е ова прашање, дали е одговор како да одговорам. Мислам дека ќе одговорам реторички. Многу подобро се чувствам како директор на градска библиотека него што се чувствам како пратеник. Можете привестам, да. Добро. Како вие имате искуство и како спортисти сте одели на олимпијади, како вие ги доживувате пратениците? Кога ги гледате по разни собраниски седници, ги гледате по јавни места, како ги доживувате ли како народни пратеници? Видете, пратениците се луѓе кои фактички се избор на народот. Значи, ние тие луѓе ги бираме бидејќи веруваме во нив. Меѓутоа, секогаш во праксата се покажува обратното, дека уствари тоа не се вистинските луѓе. Дали е нашиот менталитет таков, не знам, меѓутоа повеќето од нив факт е дека ги разочаруваат своите гласачи. Како треба според кој е рол моделот за пратеник? Според Наташа Мешковска. Пред се човекот треба да биде честен. Да, окей, застанете така, имате реплика? Па мојата реплика всушност не е да влезам во конфронтација од било кој тип со Наташа, туку е едно многу интересно прашање. Колку луѓе таа знаат од овие 120 пратеници? Тие не се бират по име и презиме, се бират на листи и затоа никој не ги знае и може да помине било кој. Тоа мислам дека треба да се смени во македонскиот систем, тогаш ќе биде многу посилно коренет и многу поблизок до народот и многу постабилен. Добро. Дали Филип кога би бил Дали Филип кога би бил пратеник би се чувствал посигурно кога јас би му била бодигард, например? Одговорете слободно. Ова не е реплика. Па, јас немам потреба од бодигард затоа што моите мисли и политички ставови транспарентно ги соопштувам и тие се објективни. Значи не се навивачки за никој. И еве и мојата публика може да потврди, јас се чувствувам пријателски во секаква средина. Добро, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За крај, затворете темата со одговор на моето прашање, кој ќе им се одземе евентуално имунитетот на пратениците. Тоа значи дека ќе нема повеќе мито и корупција? Не, па ќе има, нека ние сме овде рајска градина за мито и корупција, како да нема. Ќе има, ќе си најдат они друг начин. Модел, меѓутоа овие што сме ги избрале 120-те, барем тие да се некако препер. Меѓутоа се согласувам и со Наташа и со Филип, дека треба да ги знаеме имињата на тие 120. Ние сега заедно почнеме да броиме еве ја и Наташа. Филип е повеќе во политика, ние не сме. Да земе 20, ќе изброиме 20, 30 и тие што ги знаеме, другите не ги знаеме. А те презентира некој што значи анонимус. Добро, ви благодарам многу. Дајте ми ги резултатите после втората тема. Одиме брзо на третата тема. Резултатите се добро, борете се 070141271 Наташа Мешковска, 070141272 Миленко Неделковски, да, 2-2